Добро дојдовте на Беседа, македонската емисија за високи и возвишени теми. Јас сум процесорот. Јас сум свештеникот. И денеска имаме гостин, мислам дека четврти пат поред. Меѓутоа денешната емисија со гостин ќе биде од различен штих, со различен стил на одвивање, различен терк, а тоа е дека денеска ќе имаме дебата. Нашиот гостин денеска е Паша или Искендер Паша, како што е познат на Твитер. И тој е застапник на фашизмот, според неговите зборови. И денеска ќе имаме еден различен вид на дебата, надконцептуална дебата, каде што јас, процесорот, ќе служам како модератор на целата дебата, а Паша заедно со свештеникот ќе дебатираат, меѓутоа на посебен начин. Значи нема да се обидуваат да се надмудрат и да се победат по секоја цена меѓу себе, туку ќе се обидат да дојдат до вистината и можеби, ако е возможно, да најдат некој заеднички јазик во нивната дебати, во нивните ставови. Затоа уредивме и одредена структура на оваа дебата, надконцептуална дебата, и накратко сега ќе ја образложам. Значи, под точка 1 е воведот кој што сега го давам и кој што го дава контекстот како ќе се одвива емисијата. Потоа под 2 одиме со почетни ставови, каде што прво гостинот, Паша, а потоа и свештеникот ќе ги дадат. Прво гостинот ќе даде својата дефиниција на фашизмот и целите и зошто ја застапува таа идеологија или став, сеедно. А потоа свештеникот ќе изнесе својата перспектива. Ова се почетните ставови. По почетните ставови ќе одиме на взаемно признавање. Што значи дека секој ќе се обиде да каже по една позитивна точка во ставот на другиот. И воедно, после тоа да изнесе и главната критика за ставот на другиот, а јас ќе се обидам на крајот да ги сублимирам заедничките поинти и разликите. Тоа е точка 3, взаемно признавање или вплотување. По точка 4 одиме со клучното прашање, каде што ќе прашам што би можело реално да ја разнеша вашата позиција. И двајцата тука накратко одговараат, и Паша и свештеникот. И на крајот повторно се обидувам да направам сублимат од нивните искази. Па потоа одиме на точка 5, каде што се заедничките можни решенија, каде што се обидуваме да најдеме некој заеднички јазик. Дали е возможно да се изгради, како би изгледала идеологијата или стварноста, каде што клучните барања и верување на двајцата би станале стварност, би се реализирале, и дали може да направиме комбинација каде што и двајцата би биле задоволени во главните барања. Еден по еден се обидуваат да го одговорат прашањето, на крајот ќе се обидам јас повторно да направам сублимат од ова потенцијално заедничко можно решение. И последната точка е каде што јас како модератор се обидувам да изведам една синтеза од сите ставови во некој заеднички комбиниран став. Му се заблагодаруваме на гостинот, му даваме завршен збор. Па, Паша и свештеникот, дали сте подготвени да влезете во спор? Секогаш сме спремни. Одлично. Ова беше воведот. Значи повторно да му посакам добре дојде на нашиот гостин Паша и да му давам да се представи себе си и да каже нешто повеќе за себе си, а потоа одиме со почетните ставови. Паша? Благодарам за повикот на емисија. Мислам дека доста се збори за било кој што не се согласува со било кој левичар. Ти си фашист, ти си ова, ти си она, и сега не можеме ние фашистите да дојдеме наред. Тоа малку ми иритира за се и се, иако нема појма што е фашизам. И заради тоа решив, како на некој начин само прогласен представник, да влезам јас. Одлично. Свештениче, тебе те знаеме, нема потреба од представување твое. Само би те прашал, Паша, тебе, зошто сметаш дека, изиритиран си од тоа дека постојано се нафрлаат термини како фашист, нацист и така натаму? Меѓутоа, зошто сметаш дека треба да е јасно што е тоа и да дојдат до ред ти застапниците на твојата страна во општиот дискурс? Прво, затоа што немаат појма што е фашизам. Голем дел од луѓето да знаат што е фашизам или да имат неколку цитати од фашизам, само тргни го Бенито Мусолини, Хитлер или било кој, они ќе се слушаат 90% од популацијата општо со фашизмот. Добро. Јасно кажано. Вред, тогаш убаво се врзал со нашите почетни ставови. Сега јас би ти дал можност тебе прво, Паша, да дадеш својата дефиниција на фашизмот, како го разбираш ти, неговите цели и зошто го поддржуваш ти него. Прво заради тоа што не е
типично, нели, са сите како што мислат, аре, луѓе во униформи, ово, да не. Фашизам ти е посебен политички и економски систем, каде што, нели, воопшто не е демократски, но не е типична диктатура, нели, како што сите велат сето тоа. Ние се залагаме за класна соработка помеѓу богатите македонци и сиромашните македонци се цел да го направиме животот многу подобар. Се грижиме за нашата околина да биде хигиенска и општото чисто да нема, нели, во име на профитот се и сешто. Тоа што гледаме. Добро. Тоа е на ниво на Македонија. Тебе во главно ставот ти е во однос на Македонија, така? Не други фашизми, не те интересира други држави, те интересира Македонија и македонците. Па вели, тука живам, така македонец сум, што би ми било гале, што прат, не знам, во Шпанија или ово онам. Ако некој отишел, пример, или сака да се самоубие некој народ, па сигурно ја нема да го спречам. Ме разбираш? Да, добро. А твоето сознание на фашизмот, дали е воопшто дали има некаков однос спрема надвор, спрема други држави, култури, народи, соседи, несоседи, глобално, или не е битна надворешната перспектива, битна е само внатрешната македонска? Види, првично ти за било што да сакаш да направиш надвор, ти мора внатре да се средиш, така? Се не може тебе да те почитуваат ако ти сам не се почиташ или не се изградиш како соодветна личност. Добро, Водет. Водет, фала ти за образувањето на твојот став. Свештениче, дали би можел ти да дадеш твојата перспектива на фашизмот општо, па и на ова кажаното што е од Паша како одговор? Ова што го слушнав од Паша сега, повеќе мене ми делува на национал-социализам или на нацизам, зошто бидејќи има класна соработка помеѓу сиромашните македонци и богатите македонци, како што кажа он. Тоа јас го немам забележано во фашистичка Италија под Бенито Мусолини, исто така го немам забележано и во империалистичка Јапонија, да речеме, меѓутоа го имам забележано во Германија под Хитлер, бидејќи таму имало големи политики кои што спаѓаат во сферата на социјализмот и токму така биле мотивирани германците да се обединат без разлика колку се богати со цел да се борат со некој надворешен непријател и за да создадат една национална самодоверба. Сега, тоа е малку поразлично од фашизмот кој што е во голема мера корпоративизам, каде што Бенито Мусолини одбрал одредена елита на италијанци кои што биле моќни фамилии и им дал позиции да ги водат, меѓутоа морале да бидат италијанци. Мора да бидат италијанци, мора да се знае дека нивните методи нивните стремежи се за Италија, се патриотски, и им дал голема моќ во однос на самата држава. И тоа одело како една прогресија на средновековна, да речеме, феудална Италија. И затоа ова повеќе ми наликува на национал-социјализам, меѓутоа тоа не е важно. Понатаму ќе разработиме што е и како е. Можам да се согласам со тоа дека на Македонија е потребна голема самодоверба, која што потикнува од нас внатре, а не потикнува од некои наши успеси или од како не гледаат од надвор или од името или што и да е. Значи тоа можам да се согласам. Сакав накратко да кажам што е центризам, бидејќи јас сум центрист, јас го застапувам центризмот во оваа дебата и би сакал да кажам нешто околу тоа. Јас мислам, барем јас како што го гледам, центризмот се стреми да балансира. Тоа е целата негова квака. Сака да балансира ред и плурализам, стабилност, со слобода и така натака. Значи, да има безбедност, да има ред, да има одговорност, да има национална самодоверба, да има сила, меѓутоа во исто време да има и слобода, да има една индивидуалност, една креативност која што може да се ослободи, да може човекот да си го каже своето мислење.
ако тоа мислење е спротивно, ако тоа мислење дури навидум предавничко, сепак смее да го каже тоа мислење. Тоа во ред е да биде напаѓан поради тоа, вербално, меѓутоа не е во ред да му се забрани да го каже тоа. И во однос на тоа, јас како центрист сметам дека многу е важна дисциплината, што ја залага и фашизмот и националсоцијализмот и други екстремно десничарски идеологии. Многу е важна дисциплината, многу е важна сигурноста, многу е важна она внатрешна самодоверба, она верба во националниот идентитет, за да може да напредува општеството, за да може да има напредок, за да може да има причина зошто ние всушност сме организирани во една држава. Меѓутоа, во исто време сметам дека исто така е неопходно да има левичарски идеологии во самата држава. Мора да има плурализам, мора да има демократија, мора да има слобода на мислење, мора да има слобода на креативност. Зошто? Бидејќи тоа е духот што ни го дава, што ја опојува државата. Тоа е причината зошто сме држава. Што значи тоа? Тоа значи дека на една страна, ако само станеме фашисти или ако само станеме машинерија која што станува се посилна и по-кохерентна и подобро менаџираме со ресурси и така натака, џабе е тоа, стануваме машина, стануваме робот, ако го нема оној дух, она слобода, она љубов, она мекост, да речеме, во самиот идентитет на, да речеме, на нас македонците. Значи, не е она што викаат левичарите, емпатија. Они мислат дека емпатијата е сама по себе цел. Да има емпатија за да сите да им биде убаво. Ама тоа не е целта на емпатијата. Целта на емпатијата е да може да се разбуди желбата за живот. Тоа е моето мислење зашто сметам дека мора да има баланс. Добро. Ви благодарам. Одлично што ги давате вашите образлагања и вашите ставови. Наместо да му давам на Паша директно да одговори на ова што го кажа, пречу ќе одиме на взаимно признавање. Паша, тебе ќе те прашам директно. Што би скоментирал ти на ова што свештеникот го кажа? Дали имаш нешто позитивно, па и негативно да кажеш околу тоа што го образложувам? Ова дека се тоа звучи нели слобода и така натаму. Ама вие заборавате дека левичарите, посебно тие што се екстремните левичари, како во случајот со Чарли Кирк, значи они во секојаш се први склони агресивно да реагираат. Значи, зборам за умрен лик, не збореме за некој етен екстрем. Значи, збореме за умрен лик како Чарли Кирк и тие буквално ќе се радуваат на било чива смрт, зборам од тој калибар. Они немаат, ајде да речеме, таа способност. Ја верувам дека тука ни на ваш подкаст се нема појавено левичар да дебатира без при тоа да стане насилен, дали вербално, дали било што. Така, сме се соочували. Па не се појавил левичар воопшто, затоа што знае дека веројатно ако изгуби контрола, дека ќе испадне лошо за него после тоа и за неговиот углед. И затоа воопшто се нема ни појавено, иако се поканети. Најверојатно ајде да речеме маната на центристите. Они мислат дека левичарите, зборам на било кој најумерен левичар, дека во таа ситуација дека ќе прифати диалог или ово. Да беше така, не може фашизма да се појави. Разбирате? Единствен лек против комунизмот и социализмот бил фашизмот. И тите негови деривати или варијанти или како да се вика, така? Добро. Јас да се обидам една малку над целата поларизација да излезам. Ова е како прашање до тебе, Паша. Дали мислиш дека како биле рече лек за комунизмот и за социализмот е фашизмот? Сега. Да речеме дека комунизмот и социализмот се далек. Комунизмот е далечна екстремна левица, социализмот е далечна левица. И како реакција на нив доаѓа далечна десница во видот на фашизам. Кога ќе се спроведе лекот, како го замислуваш на крајот? Дали мислиш дека на крајот ќе испадне центар
или ќе победи десницата врз левицата? Како го замислуваш? Ама ние фашистите не сме ни десница. Туку? Општо, значи, ние сме нешто на некој начин измеѓу. Затоа што од една страна знаме дека нели потребно е да се нели има права работниците, нели во фашизмот да спроведе нели платен одмор да има, не знам, автопати да се прават и така натаму. Значи сите овие права што денеска ги уживаат денешните работници се благодарение на фашизмот. Каде што они гледале да намалат на работни сати, да имаат адекватна плата, нели за да можат и они да живеат како што треба, ама воедно да не биде по цена на, бидејќи нели социјалистите не разбират економија, дека не може сите да бидеме еднакви. Па добро, ама ова што го образложиш ти, еве јас ќе му дадам свештеникот сега после мене, ама ова што го образложиш ти не ми изгледа на фашизам, искрено. Ми изгледа на некоја поумерена десница. Поумерена десница. Не е поумерена десница, заради тоа што ајде речеме десницата, конзервативците, тие ви се левичари или либерали кои што полека се движат кон левицата. Конзервативците пред 50 години бидејќи какви биле и денеска какви се конзервативците. Нема разлика. Значи постепено ги прифаќаат тие марксистички или либерални идеи, каде што во рок од 20 до 30 години нити им е нормално и промена на пол. Добро. Тоа се случува заради она промена на овертоновиот прозорец, односно опсегот на прифатливи идеи во една заедница, која што со текот на пропаганда, значи не спонтано, со текот на пропаганда последниве 50 години се бутка поеќе кон лево. Па заради тоа изгледаат тие кои што се конзервативни, дека сега се всушност левичари во однос на класичната дефиниција на левичари. Така што те разбирам, јас го имам забележано тој ефект. Во ред, свештениче, што би искоментирал на ова? Имаш ли позитивни и негативни коментар, да речеме, врз ова што го кажа Паша? Па имам главно позитивен коментар. Начинот на кој што ги објасни сега Паша работите, мене исто така ми делуваат на центристички начин на размислување. Нормално, тоа беше, мислам, со неколку реченици кажано и главно за работниците, така да немам слика сега за целата политика како би одала, меѓутоа целиот негов светоглед и став. Меѓутоа ова што го слушнав сега, имам позитивно ме изненади, да речеме. И во овој однос можам да кажам дека не мора да им дозволиме на левичарите да го влечат тој овертонов распон, што го кажа процесорот. Не мора ние, ако се наречеме центристи или конзервативци или како и да е, самите да се нарекуваме себе си фашисти, за да го задржиме центарот во една нормална граница. Туку нив не треба да им дозволуваме да ја влечат нивната левица. Иначе, ова што го кажа Паша е многу точно, бидејќи пред 20 години можеме да видиме дека конзервативците имаат далеку различни ставови од сега, меѓутоа со самото тоа што левичарите, крајната левица ја влечеше толку многу работата кон нивната екстрема, центарот се помести многу во либерализмот, додека иако не беше во либерализмот. Меѓутоа, тоа е борбата. Тоа е целата борба на идеи, борба на вредности, која што сметам дека конзерватистите треба да бидат свесни за тоа и треба да влечат назад. Меѓутоа, не да влечат со екстремни мерки, туку да враќаат кон нивниот центар, тој што бил. Сега, ако се навратиме на фашизмот, бидејќи Паша се нарекува себе си фашист, позитивни аспекти на фашизмот би рекол дека се... Значи, во главно све се врти околу нивната организираност. Имаат национално единство, имаат колективна цел, имаат централизирана власт и поради тоа ресурсите се многу добро менаџирани. Не можеш да видиш
отпад на улица, не можеш да видиш загадување и така натака, освен ако државата активно не сака да имаш загадување. Ако сакаш да те загади, ќе те загади, ама ако не сака, ќе се среди тоа, бидејќи не треба да оди преку различни политички партии, преку собранија, преку приватни фирми и така натака. Тоест, во фашизмот оди преку... Да, одма се реша. Така е, се слага. Од друга страна па, сакам да каже Паша повеќе за неговиот однос кон насилството на неистомислениците, кон тоа, кон самата историја на диктатурата, бидејќи знаеме дека диктатурата секогаш користи методи на репресија, на тепање, убиства, затишување на луѓе, и со тоа се губи убавината на народот, значи се губи духот на народот. Може да видиме дека во Русија, по распадот на Советски сојуз, луѓето десетици години беа како без дух. И тоа има снимки, има документарци за тоа. Луѓето беа премногу исплашени за да можат да живеат слободно. И затоа тонеа кон криминал и така натака. Едноставно со угнетувањето на оние левичарски вредности како што е слобода на изразување, како што е демократија, да речеме до некаде, или плурализам, или креативност, се убива духот на народот. И затоа сметам дека тој аспект на фашизмот, таа диктатура, таа преголема автократија и насилство се штетни, не се корисни. Тоа насилство треба да се канализира кон нешто друго, а не да биде насочено кон оние што не мислат исто со тебе. Ето, тоа е моето мислење. Значи, твоето прашање до него е што? По моето прашање, ако може уште подетално да објасни нешто во однос на диктатурата и како ги замислува оние аспекти на репресија на оние кои што, на дисидентите, на оние кои што не размислуваат така како диктаторот, да речем. Ајде се да одговорам, значи првично ако видиме нели во Италија за време на Мусолини, стапката на криминал е намалена на 90%, бидејќи ја запорил цела италијанска мафија. Значи од Коза Ностра, Ндранgheta, Камора, значи сите тие биле прегазени што му строеле народ. Прва работа, а за дисиденти. Во фашизам немаш, например, забрана ти, пример, ако не ти се допаѓа, да се напуштиш државата. Не сме едукативни кампови како што имали во Советски сојуз или било што. Ме разбирате? Добро. Да, значи, тајве, ќе ги видиме и тие што се јужноамерички држави кај што беа под воени хунти. Чиле, например, држеше референдум на секои 10 години и кој што, нели, кога чилијанците решија дека не сакаат, нели, на референдум веќе да имаат воена хунта, Аугусто Пиноче, нели, си даде оставка, една година после тоа, нели, он се уште беше, нели, за да се организираат избори, после тоа он си продолжи во живот. Па дури ако популацијата веќе не сака фашизам, значи зборам после, или било, ајде речеме таква автократија типот на воени хунти, има начин мирно да се реши. Не е, например, типот на Чаушеску во Романија, па да мора, нели, да го влечат како пакал и него и жена му, затоа што беа мрднати. Туку пак внимаваме на естетика и на стил. Разбирате? Значи, цивилизиран фашизам. Генерално, да, цивилизирани сме. Не знам дали знаете противници на Мусолини, например новинари, често кога знаеле така нешто да се спротивстат на него, он ги повикувал на дуел со мечеви. Да, значи, не е да речем, ајде сега ќе те сотереме и ајде чао пријател. Мислам, не дека не може такви случаи или Боже мој, ама не е од типот на систематско на да ви се одземе се. Само заради тоа што вие сте заработувале 10 евра повеќе од другите или пак мора да има цело време кодоши на Штази, на УДБА, на НКВД, па после тоа цели фамилии да ги снема. Разбирате? Добро.
ова што ти го кажуваш е еден вид на демократски фашизам. Значи, додека народот го сака тоа, зашто да не? И искрено јас се согласам со тебе, јас сметам дека народот, што општата популација треба да каже што сака, па дури и да е најлошото нешто, се додека не смета на други народи, значи на други држави, значи не сакаме ајде без врска сега да правиме инвазии на други држави, тоа и на други народи, да ги геноцид им правиме, да ги убиваме и да ги бркаме, тоа според мене не е оправдано. Нема никакво лошо во инвазии да се прават, затоа што историски е докажано без разлика било која држава или општо или идеологија на секој 10 до 20 години и понекогаш треба војни да се А зашто треба? затоа што не во типот на војни на не знам светски војни нели тотална војна, ама отприлика популацијата да знае зашто треба да се бори за држава. Затоа што погледни од 1945-та нели има во Европа мир, така? Да. Се исклучок нели на југословенските војни. Да. Така. Во сите западноевропски држави. Па еве може да се каже источна Европа. Со исклучок нели на Украина и на Русија поради неодамнешниот конфликт. Дали секаде им се кршат ненормално правата? Кому? Па на обичните граѓани, на обичните французи, германци, шпанци и така натаму. Дали ностоп им се носат иноверни и инородни луѓе кои што имат одврзени раци од тие невладени организации за да прават терор. Добро. Тоа вообичаено се случува заради тоа што елитите се одродени од својата популација. Не само елитите, туку општо. На некој начин може се каже дека мирот прави тоа човекот да заборави зашто постои. Така. Еве друг пример. Ако ние во 1991 година на некој начин крвава ја заработивме нашата независност, туку така ќе го изгубивме знамето, туку така ќе го изгубивме името. Види, проблемот е што против нас имаше многу големи сили и империи кои што се обидовме на некој начин да го решиме тоа. Мислам, не се согласам со тоа. Јас не сметам дека треба, за мене подобре да изгиневме него ли вака се понижуваме. Меѓутоа други луѓе викаат дека подобре е вака затоа што сепак сме останали, сме преживеале наместо да ни ја поделат државата. Сега ова добро се врзува со тоа што го праша свештеникот во однос на дисидентите, затоа што гледаш има и во самата македонско ткиво, самиот македонски народ има луѓе кои што се согласуваат и кои што не се согласуваат со еден став или со односно како треба да се постапи. Дали треба да се бориш или треба да прифатиш да ти го сменат името насилно и така натаму, или се едно што е знамето и сите тие работи, и да ти пикнат нели сите институции, односно малцинства кои што се практично како пета колона. И сега пета колона, знаеш кои се? Не се они пета колона, они ако ништо друго зборам за албанското малцинство, они нели се цепат ливна мисија, така? Да, нормално. Можеш да ги кривиш? Не, нив држава. Јас не можам да ги кривам, така? Не, значи они не, се знае кои се неголем душман, тоа се инородните во наводници македонци, кои што цело време ли ги издава нашите позиции и цело време работат против. Затоа не треба да има прочки ниту било што. Сега, што правиме кога таквите одродени кои што не се патриотски настроени, не се лојални спрема својот народ и така натаму, се преголем процент. И ова се врзува со тоа што свештеникот го праша во однос на дисидентите. Едно е кога се напие 5% и можеме и да ги игнорираме, можеш да им кажеш па слободно оцелете се и така натаму. Ама кога се 30%, 40%, што да правиме се? Види, си слушнал за тоа дека последиците кои што ги осеќаат сите на некој начин се поука? Има некоја полука за било кој од 1991 до денес кој што ги предал нашите позиции? Секако. Какви последици имат брз тие луѓе? Еве ги живеат слободно, така уживаат во пари, што ги довели за сето тоа. Така. А луѓето кои што застана во одбрана, што имаат тие луѓе? Еве пример тие што се бореле прва или тие луѓе што влегна во 20 на 27-миот. Еве ти кажеш што имат. Ние сме во овој случај
под окупација од антимакедонски сили. Ако окупација се знае, се користат сите мерки за борба против нив. Добро, и ти тука фашизмот го гледаш како решение за националното достоинство и да се оттргнеме од таа окупација, така? Па единствен лек, вие значи не можете, пример, не знам, на волк, се наоѓате во дивина, значи вие да разговарате со волкот, што нели да лови вас, за нели зашто не треба мене да ме лови. Што се прави? Се бориш со него или бегаш, се едно. Зависи од која ситуација си. Па дело од популацијата, пример, ја напушта Македонија така, односно линија на помал отпор, и секојаш ќе има луѓе како мене. Да, контраверзна тема фашизам, да. Дали може би е екстремно? Да, ама на некој начин тоа е лек, за нас верувам. Добро, фала ти за коментари и за одговориве. Свештеник, имаш ли нешто да искоментираш нова кратко, па да преминеме на следното, на клучното прашање? Па немам генерално што да искоментирам, мислам дека малку ми се разјасни сликата околу неговиот светоглед, што се неговите ставови кон дисидентите и така натака, така да може понатаму да ги разговараме тие точки. Добро, да се обидам да сублимирам, да речеме, заеднички поинти и разлики. Значи, јас тоа како што го разбирам, Паша го застапува фашизмот како еден вид на решение за оние деструктивни фактори и луѓе кои што делуваат против достоинството на неговата нација, односно народ, тоа е македонскиот народ и македонска држава, и дека истовремено, бидејќи фашизмот се основа и на силна дисциплина и структурираност во неговото делување, дека ќе има и многу други позитивни придобивки од истиот, како например јавен ред и мир, чиста животна средина, кохезија внатрешна кај македонскиот народ, и односно со друг збор, јас тоа често го користам оној зборот на Сабија. Дополнително, Паша рече дека од време на време е потребно да има инвазија или некаков конфликт, се едно, дали инвазија или не, ама некаков конфликт помеѓу народи или помеѓу држави, за да луѓето се потсетат што е битно, бидејќи кога е премногу мирно, се случува да закржлават практично и своите природни нагони за преживување и за, речеме, стремежот кон совршенство, ги забораваат или им омекнуваат, да речеме, на друг начин. А од друга страна, свештеникот исто така кажа дека многу од точките кои што ги образложи Паша се согласува, со тоа што веројатно не се согласува со дефиницијата дека тоа е фашизам, бидејќи, како кажам, образлагањето на Паша некако нецелосно се поклопува со повеќето видови на фашизам кои што ги имаме видено. Во одбрана на Паша, тој кажа дека, например, за разлика од, не знам, Советски сојуз или нацистичка Германија, во Италија под Мусолини и таму кај Пиноче и така натаму, дека имало различен вид на по-цивилизиран фашизам, кој што дури има и демократски штих, со тоа што се согласува со општата популација и ја прашува што сакате. Сакате уште фашизам? Па ако сакате, тираме со тоа и тоа е тоа. А кој не му одговара, може слободно се исели. Дали добро сублимирав или имате нешто да искоментирате околу? Види, генерално, ајде да речеме, моето сваќање нели за фашизам, нели, 21 век сме, така. А ние мора да еволуираме, без разлика што и како. Така да, нели, мора малку да се прилагодиме и на условите кои што ги носи овој век, а воедно за потребите. Така, добро, водет. Ова беше одделот, односно моделот на взаемно признавање. Сега одиме со клучното прашање, кој што ќе ви го поставам на двајцата. А тоа е прво на Паша, па потоа на свештеникот. Што би можело реално да те разниша твојата позиција, односно твојата верба во фашизмот како решение за проблемите кои што ги наведе? Има ли нешто што може да те разниша, да каже, да те убеди дека не е решението фашизмот како што го замислуваш ти? Да бидам искрен, како се повеќе оди светот, а воедно и Македонија, јас сум се поуверен дека само фашизмот е лекот. Добро, а например ако се оправи ситуацијата заради друго решение, не фашистичко решение, тогаш би рекол ли ти дека фашизмот можеби не бил потребен? Не, потребен е, верувај. Мислам, потребен е чисто за да се крене мати. Знаеш, ние македонците сме како на дете кој што го малтретираат, ама она е силно, така? Они се знае силата. Ние треба да се да знаеме сила.
еден стран лек е во фашизмот за ние потполно, значи да си ја вратиме вербата, ама воедно да покажеме дека со нас нема играње. И дали мислиш дека тоа може да се случи на начин на кој што би развиле силно чувство на заедничка вплотеност, асабија, тоа што го кажам, израз на Петар Турчин, заедничка вплотеност и патриотизам, ама без фашистичките елементи? Мора да има фашизам. Ако ништо друго, тргни само национална сплотеност, гледај на економски дел. Долги години ние цело време, значи, зборам како држава, цело време гледаме, не знам, странски инвестиции, ово не даме предност на странци место на наши луѓе. Така, зашто, например, не направиме наши луѓе да, тие што се богати македонци, да бидат уште побогати и да отворат место за други македонци. И да не носиме работници од Бангладеш или од било каде. Значи, тргни зборам за национално единство. Еве види на економски план, па и на еколошки план. Добро, Паша, фала ти. Свештениче, твојата позиција, што би можело реално да ја разниша во однос на позицијата на Паша и да увидиш дека можеби неговото решение е подоброто? Има ли такво нешто? Па има, секако дека има. Спрвин сакам да кажам две поенти. Првата поента е тоа што го кажа Паша сега кога објаснуваше, кога малце подетално објаснуваше, кажа дека сепак е 21 век и сепак не можеме да се базираме на не можеме да се базираме на идеологија која што е од 20-тиот век, без да еволуираме и без да се адаптираме на модерните предизвици и модерните технологии и модерните размислувања, да речем. Значи, секогаш мора да се еволуира. И тоа ми се допаѓа многу кај Паша, бидејќи тоа означува дека тој не е ригиден во своите размислувања, туку е спремен да се адаптира на времето и на ситуациите. А колку е спремен да се адаптира, всушност ќе го обликува и неговиот став. Ако е многу спремен да се адаптира, само за да се добие она што го посакува да го добие, тогаш тој дури може, јас би го нарекол некој центрист, иако он можеби не се нарекува себе си центрист. Значи, она што е кваката е во адаптирањето, бидејќи адаптирањето и балансот се многу слични термини во реалност. Ако си спремен ти да се адаптираш на секоја ситуација за да добиеш нешто како што треба и за да постигнеш резултат, тогаш и гледаш дека твојата идеологија е доста ригидна и не ти дозволува да го постигнеш толку брзо посакуваниот резултат, тогаш ти се адаптираш и ги менуваш некои работи. Нешто жртвуваш за нешто друго да добиеш. Ако си спремен на таква адаптација, ако си спремен да размислуваш интелигентно и флексибилно, тогаш јас не гледам разлика тоа и центристички начин на размислување. Не центристички позиции и ставови, туку центристички начин на размислување. Сега, да кажам што би можело да ја разниша мојата центристичка позиција која што ја имам во светот. Па искрено времето. Бидејќи сега веќе долго време голем дел од светот, поготово западниот свет, ужива во либерализам. Ужива и во центризам, и во либерализам, и во слободен конзерватизам. Значи може да видиме дека има плурализам. Исто така може да видиме дека се случуваат одредени дестабилизации. Значи се губи онаа заедничка визија, безбедноста на граѓаните се губи во голема мера, и тоа не збориме за воена безбедност, не збориме дека некој ќе те нападне од страна, туку во рамките на самото општество има голема небезбедност. Зошто? Главно поради тоа што плурализмот има стигнато до такви високи нивоа, што едноставно се идентификуваат луѓето со ставовите и не сакаат да изгуби нивниот став. Тие се по-лојални кон својот став него кон својата држава. И тоа носи до хаос, носи до нефункционалност. И доколку ваквиот тренд заврши во граѓански војни, заврши во страшни дестабилизации, тогаш јас би рекол дека едноставно радикален модел е реален модел. Дека може би треба да се вратиме повеќе кон автократија, бидејќи гледаме дека овој екстремен плурализам не држи вода. Меѓутоа, тоа е доколку видиме дека навистина овој хаос ќе продолжи во
уште повеќе во екстремни граници. Доколку видиме дека со време ќе се стабилизираат работите, луѓето ќе станат надконцептуални и ќе престанат да се идентификуваат со своите ставови и ќе станат полојални на својот сосед отколку на својата идеологија, тогаш мислам дека центризмот се уште е реален и виабилен. Види, работата дека идејата на демократијата и на владење на правото и човекови права, идејата на таа рамка на овие три столбови, стожери, е дека ние може внатрешно да не се согласуваме едни со други, зборам, во едно општество, во една заедница, односно држава, меѓутоа дека за основните работи сме се договориле дека ќе ги почитуваме правата на секој човек, на семејството, на оние основни некои работи и за нив не расправаме, за нив веќе сме се договориле дека тоа се договорени, а сега ова што останува, што не е договорено, за тоа може да имаме избори, да се бориме на кај лево, на кај десно, ќе победи оваа партија, онаа партија. Мислам, ова е вака во теорија. Во пракса, тоа што го кажа ти, свештениче, е дека се случува хаос и дека бидејќи хаосот се случува заради претерување, например, во либералистички или во левичарски ставови, идеологии и политики во денешницата, значи денешниот хаос се случува заради тоа и тоа нормално дека создава силна поларизација и создава, како да кажам, зацврстување на ставовите па кај десницата, кои што викаат па сега нели се договоривме. Дури така мислам и дека настануваат екстремизациите во ставовите, затоа што претходно оние кои што не се екстремни идат со идејата дека за овие основни работи за човекови права, за не знам, како да кажам, владење на правото, за ред и поредок, за демократски избори, така натаму, сметаат дека тие што се умерени сметаат дека работите се договорени и дека нема што да се нарушуваат, ама гледајќи дека биваат систематски нарушувани, нивна како нагон за самоодбрана име да се поларизираат и да се екстремизираат во своите ставови и на крајот тоа доведува до раскинување на онаа кохезија, односно сабија внатрешна во едно општество. И доведува до граѓански војни или до силни конфликти и доведува до екстремизација на погледите. Пашо, ти што би искоментирал за тоа? Види, секогаш, на пример, ајде речеме, лоша економија, да поврзаш со политичка нестабилност, например, различни ставови или ова или она, например, нарушување на тие некои компромиси, доведува до таа, да речеме, нестабилност. Има 2 милион примери од антика па до денес дека секогаш решението било повеќе кон сврста рака, а воедно и национално освестени, што се. Без при тоа да имат и други, ајде речеме, тој мултикултурализм да го. Затоа што ако видиме, сите империи паднале поради тој мултикултурализм. Сите се сакаме, така, кога генерално има повеќе пари или ова, или кога некој прочестува, така. Чист пример, Југославија и Тито. Момент кога некој ќе нема, нели, сврста рака, сите тие луѓе, нели, сите си прекат, си влечат на кај така. Дали тоа ќе биде врз етничка или политичка линија. И па, добро, ако е така, тогаш нели мислиш дека цврстата рака не е трајно решение, може би привремено само, не е трајно решение, пошто очигледно е дека не може да трае бесконечно и дека на крајот ќе резултира во крах. Цврста рака и национално освестена нација. Која што нема да дозволи субверзија што се прави врз нејза. И тоа сметаш дека може да трае многу бесконечно? Да. И се покажува безброј пати дека тоа траело доста долго. Се додека имаш национално освестени, кои што нема да имат ајде речеме, субверзивни елементи. Од типот на некој што цело време ќе подкопува, посебно левичарите. Они за нив е познато дека секој си ги подкопуваат нивните држави и нивните позиции. Така, добро. Ви благодарам за одговорите на клучното прашање. Сега ќе преминеме кон заеднички можни решенија. Значи сега ќе ве прашам дали е возможно да се најде некоја идеологија или стварност, некоја пракса во стварноста каде што клучните точки на вашите ставови
паша твоите фашистички и на свештеникот центристички, би можеле да кохабитираат, да живеат заедно и да функционираат заедно. Дали мислиш, Паша, дека може да се најде некој решение такво каде што вашите два става кои што во дел се согласуваат, дел не се согласуваат, би можеле заедно да функционираат за клучните точки збор? Иде како заклучок, ја мислам дека свештеникот, а генерално и луѓе што се така поуверени, ке сватат дека фашизмот е единствен лек. Бидејќи не мора ништо да правиме ние. Не мора. Значи, остане на времето и осете да видите како се полоши и полоши ќе биде. Добро. Меѓутоа, дали мислиш дека би можело да има некој мост помеѓу двете позиции? Види, една таква шанса која ќе треба нели да се прави држава или да се реши, се прави најстрого што е можно. Од основањето на Македонија, ако видиме рен по Југославија, па подоцна 1991, кога накриво се реши дрво, кога не е удраш како што треба, тогаш веќе почнуваш дрвото станува криво, кога не метуваш длабоко. Мора на почеток, може би не. Ако ништо друго, резултатите нема веднаш да се видат, ама подоцна сите сваќаат како што денес е, например, во 2025 голем број од популацијата, посебно европската и општо америчката популација, сваќа дека погрешките што се бореле против Хитлер. Добро, а што се случува, например, со мали држави како нашиот пример, мали народи, кои што едноставно се под коленото на империја и цели, кои што ги тераат вака насила и со субверзивни активности, ама и израчно, преку војни, например, во 2001 или 99 на Косово, едноставно да не бидат патриотски, да не смеат да бидат патриотски настроени и да го постигнат таа вплотеност да ја постигнат што ја застапуваш ти. Што се случува тогаш? Кој е решението тогаш? Види, секогаш има некои надвршни посlovни држави кои што нас ке не стигаат. Така, дали прва нас не беа дарени од почетокот од врзани раце? Ли беа дарени. Ние не условно политичарите, па може да се каже и војниот врх, не покажа иницијатива дека се спремни да ја бранат државата. Секогаш они кога има, например, во тој случај инвазија од Косово во тој случај, секогаш гледа како, не знам, да не го решат проблемот. И не тоа само еден таков случај, они тестираат. Така, ако гледа дека ние за под мал притисок може да паднеме, сигурно нема да се работуваат со нас. Туку со другата страна. Ниту ќе реагираат на нуда. А, например, ако покажеме ние кичма и покажеме стартуши со нас нема играње, тоа линкурите што сте ги прателе да прават глупости, ќе ви ги пратиме во амбасада, во кутија, тогаш маци поинаку ќе не гледат. И повеќе респект ќе имат. Имаш ли повеќе респект према некој што отворено ти се протиставува или тој што некој што го малтретираш и ти се милку? Секако спрема првиот. Јас лично. Па ете ти. Така. Значи, пред се сметаш дека главната одговорност и главната да речеме вина за тоа што не се случува е во нас, а не во тие што не тестираат од страна. Добро, водете. Свештениче, еве и тебе да те прашувам. Дали можеш да изградиш еден мост помеѓу убедувањата на Паша и твоите центристички, каде што и двете би се реализирале во пракса на горе-доле хармоничен начин, значи на одржлив начин? Така. Види, јас мислам дека можеме, мислам дека овие две идеологии можат заедно да функционираат, меѓутоа мора да се направат отстапки, мора да има, како да кажам, трговија со вредности во одреден дел. Не може да се постават црвени линии и да се рече ова е мојот став и или ќе биде вака или никако. Тогаш нема да може. Меѓутоа, што значи тоа? Тоа значи ако направиме еден заеднички модел каде што се задржува она јадро на демократски плурализам, на човекови права, каде што не се угнетува индивидуата и се гарантирано е достоинството, гарантирана е слободата,
тогаш јас можам да направам многу отстапки во однос на колективната дисциплина, во однос на националното заедништво и така натака. Че јас сакам да видам силна, функционална држава, сакам да видам патриотска лојалност на државата, сакам да видам дека државата има самодоверба, дека народот има самодоверба, дека верува во својот идентитет, дека има една општа посветеност на идеалите. Некога одиш по улица и критикуваш дека има отпад на улицата, а ти фрлаш отпад или плукаш и така натака. Зошто? Бидејќи ти не се чувствуваш дека си дел од општеството. Туку го гледаш општеството како некој или непријател или некој сосед со кој што треба соживот да градиш. А не се гледаш ти како одговорен за самото општество. И таа општа одговорност, општа посветеност, сметам дека е нешто кое што е во сршта на тоа што Паша се залага, и јас сум спремен во еден заеднички модел теоретски, ако би го граделе, да се стави огромна посветеност и огромен фокус на таква одговорност, на таква функционалност, на силна држава. Меѓутоа сметам дека мора да се задржи суштината на плурализмот и суштината на човековите права. Затоа што без да има достоинство индивидуата, без да има слобода, без да има своја креативност, без да има дух кој што слободно ќе си го кажува, кој што нема да се плаши дали соседот го слуша или не го слуша и така натака, тогаш сметам дека џабе ќе биде. Џабе имаш силна држава, џабе имаш контролирање на управување на ресурси со голема ефикасност и така натака, голем патриотизам, ако самата индивидуа во себе не го чувствува духот, не чувствува среќата да живее во својата држава. Бидејќи среќата не доаѓа само од материјалните богатства, не доаѓа само од организираноста, туку среќата доаѓа од внатрешната слобода, од чувството дека те почитуваат како личност, дека самата држава, самиот апарат те почитува како личност, дека не си само запченик во самата индустрија, туку дека си живо суштество и дека имаш свој права и дека можеш да се бориш за себе и дека можеш да го кажеш својот став без да бидеш угнетуван. Таков некој заеднички модел сметам дека апсолутно може да постои и да опстои. Епа, дојде време за синтеза, да се обидам да ве синтетизирам и двајцата во една заедничка рамка. Со среќа. Фала ти. Секако ќе имате и можност после тоа да искоментирате, значи не е крај на епизодата, меѓутоа да дадам јас прво синтезата, па ќе коментираме после малку послободно. Значи, ако се обидам да ве вплотам двајцата во една заедничка позиција, која што би можела хармонично да ествува, да биде, јас би рекол дека би било тоа една ситуација слична на таа што ја кажа како со Пиноче. Еве за Македонија конкретно ако зборуваме. Дека јас мислам дека и двајцата вие би прифатиле, да речеме, утре ден да се појави израчно фашистичка партија, која што се залага за внатрешна кохезија, за македонско достоинство, за, како да кажам, внатрешно вплотување, за дисциплина, за еден полетен вид на патриотизам, каде што веруваме во себе си и сакаме да успееме и да бидеме добри, да бидеме подобри тоа што сме вчера, да би се појавила таква партија која што ќе биде избрана на избори, која што таа партија нема да ги укине после тоа изборите, туку ќе го почитува уставот, ќе ги почитува основните права на поединците, на семејствата, на заедниците, на групите и ќе дозволи да има внатрешен дискурс, слобода на мислење и така натаму, дисидентски мислења, ќе дозволи да има да се искажат, меѓутоа се доека таа партија победува на избори, таа ќе го има мандатот мимо овие човекови права и така натаму, ќе го има мандатот да се го спроведува еден вид на, можеби не екстремен фашизам, ама омекнат фашизам. Значи фашизам во пракса, меѓутоа избран на избори преку демократски средства и дека тоа ќе на крајот ќе доведе до еден вид на возобнова на националното достоинство, а сепак нема да доведе до класичното угнетување како што се случувало во Советски сојуз, во Југославија или во нацистичка Германија. Туку повеќе ќе биде по-разумен, по-надконцептуален вид на фашизам ќе биде, ако можам така да го искажам. Дали мислите дека овој сублимат, овој синтеза, да речеме на крајот како еден заеднички став, дека држи вода? Еве, Паша, тебе прв ќе те Паша.
Се извинам на прекина, ама имав телефонски повеќе, морав кратко да одговорам. Вака се одно што ти го поставуваш како прашање, знаеш ли зашто нема да биде возможно во Македонија? Зборам на избори. Што? Првиот било која, ајде да речеме, национално свесна партија, не мора да е фашизам, окей, значи доволно да е умерена десница, од старт ќе работат против тебе и ќе рушат на сите избори. Вие ако мислите или било кој друг дека оваа држава или општо дека ќе дозволи национална свесна партија, дури е умерена, значи не зборам екстремно фашистичка обона, она нема да дозволи. Чекај, по таа држава збориш Македонија или збориш некоја друга држава која што нема да дозволи? За Македонија, па и може и други држави. Еве веќе. Они повеќе би сакале да поплават тука со африканци или пак со било кој друг, него да дозволат национална свесна партија која што навистина ќе се заврши. Да, значи на избори не работа и центрист, да. Некои се позиции како тебе или свещеникот нема да дозволи. На прва шанса ќе подметуваат агенти, а воедно ќе ги згасат. Види, искрено мене ако ме прашаш, јас би дозволил. Ако се зачуваат човековите основните човекови права и владење на правото, јас би дозволил фашистичка партија, јас би дозволил луѓето да гласат за незе, под услов овие да се заштитени. Тоа е мојата центристичка позиција, затоа што јас сметам дека народот треба да одлучува, не елитите да му кажуваат што смее или која опција смее да биде или не биде. Свештениче, сакаше да кажеш нешто? Истото сакав да го кажам јас, дека доколку ја имам моќта да одлучувам дали некоја партија ќе постои или не, и ми се даде можност да одлучам дали фашистичка партија да постои или да не постои, јас нема да ја угнетам. Значи, како центрист, одговорно тврдам дека јас ниту пак би угнетил крајно левичарска партија, ако има некоја партија на разбудени, на ЛГБТ, на анархокомунисти, што ја знам, јас воопшто не би се борал против нив. Напротив, ќе се борам против нив вербално, но ќе им оставам простор да си го искажат своето мислење и секогаш ќе им дадам простор да го кажат своето мислење исто толку колку што јас сум го кажал. Значи со иста мера и со исти, да кажам, со ист медиум, со ист простор. Тоа што сакав да го кажам е да го прашам Паша, дали смета дека некако држава, некако реална некоја функционален апарат кој што сега постои, туку дали како идеја е возможно моето центристички рамки на размислување и твоите фашистички рамки на размислување или крајно десничарски да опстојат во една, да речеме, во еден заеднички модел. Дали теоретски е возможно да се создаде некоја таква држава, некоја таква идеологија, или едноставно не е ни возможно ни во теорија да постои тоа. Бидејќи ве велиш во пракса не може. Океј, во пракса може би не може. Дали во теорија може? Теоретски, искрено, ако веќе го спореме нели теоретски дали се центризам или фашизам, дали на некој линии да може да се сложи. Така. На некој. Да. Зборам, ајде веќе одиме теоретски, иако реалистично не баш, така. Понекој ќе дојде до таа нека комбинација со која се бира вака или така, еден избор, така. Теоретски може за некој работи, ама за некој повеќето затоа што имам дека ти си читал нели за фашизам, за национален социализам, некој работи дефинитивно ќе ти пресне, така. Добро, така. До некаде ќе се зборам во некоја таква теорија, да, возможно е, ама до одреден стадиум. После тоа не. Во ред, окей. Да, мислам, не е тука ништо лично или било што тука едноставно, па еде ви, и со поумерени луѓе од мене. Еве, со некој ќе се служиш, ама ако ќе дојде за некои кучни работи, ти ќе рече случај ова не бива, а он ќе рече што така не бива, така. Значи сакаш да кажеш дека за некои клучни работи, пошто небитните работи не ги гледаме, на страна се тоа детали. Меѓутоа за некои клучни работи ќе може да се кохабитира, да се направи како да кажам, хармонија, ама за некои клучни работи едноставно нема да може и ти многу ќе сметаат во доближувањето на ставовите, така? Дефинитивно. Мислам практично гледано, еве, ти например колку да си за права и за сето тоа, на крај кога ќе дојде до тој стадиум, пример еве и со левичари пример, веќе ти смета како ќе биде и останати работи. Да, со тоа што јас го толкувам тоа дека тоа што они го прават не влегува во права.
влегува во привилегии кои што ги бараат незаслужено. Епа и А они не мислат така. Они мислат дека се права. епа гаш перцепција. Така, те разбрав. Добро, значи јас мислам дека имавме добра дебата. Јас би сакал да повторно некогаш во иднина да направиме дебата, каде што ќе можеме и уште подистилирано да си ги образложиме ставовите, затоа што мислам дека денеска беше поеќе како еден вид на Како вове да се види прв пат ете така како страна на фашизмот од фашист. како вове, да, и имаме фашист. Инаку некои луѓе ни искоментираа што е се зашто го викате овој фашист е, не знам ти што е. Јас на сите ти им одговарам дека едноставно секој има, како кажам, платформа да си го каже своето мислење, затоа што како што одговорив и вчера, мислам дека на Твитер, сметам дека подобро е да се пукаме во наводници со аргументи, наместо се пукаме стварно на улица и да има распад на општеството и на редот и на поредокот. Така што сметам дека треба секој да си добие шанса да си го каже своето мислење, тоа значи дека ќе се согласам со него или дека ќе се согласиме ние, делумно, целосно се едно, меѓутоа дека треба да има може да си го каже. Сега пред да завршиме емисијава, Паша, јас би ти дал тебе да си дадеш завршен збор ако сакаш нешто да кажеш, па после тоа и на свештеникот ќе му давам да искоментира и ќе можеме да заклучиме. Вред? Немам ништо посебно да речем нели за крај. Фала ви за поканата. Добри соговорници бевте. Се слушаме и се гледаме следен пат. Добре, свештениче? Исто така сакам за крај да му се заблагодарам на гостинот што ја прифати поканата, што дојде, што беше спремен да разговара со нас и да ги објасни неговите идеи и да ги брани неговите идеи. И сакам да кажам дека на нашата платформа, колку и да е наведум или сега за сега аматерска, на нашата платформа секој ќе има слобода и шанса да дојде и да си го каже својот став. Без разлика колку е екстремен или колку е балансиран, умерен, без разлика дали луѓето сметаат дека е прост, дека е глупав или сметаат дека е гениален, секој може да си го каже своето мислење на нашата платформа и ние нормално ќе одадеме нашето мислење за тоа. Така да ова беше еден од пионерите, Паша, и сакам да му се заблагодарам уште еднаш. Благодарам. Да, еве јас би кажал само би искоментирал околу тоа. Единственото нешто што може да не спречи да не му дадеме глас на оној кој што има различно мислење, не сме ние, туку можеби евентуално видео платформата на која што закачуваме или се едно, меѓутоа со таа цел заради тоа и ги закачуваме сите овие видеа на 4 места. Имаме и на Rumble, имаме и на YouTube, имаме и на Odyssey, исто така имаме и на Spotify, со цел да не можат да не цензурираат и да може секој некој што сме го поканиле или во односно и на нашите ставови, да не може да не цензурираат и да не блокираат, туку да може да се расшират тие ставови. Паша, така што кажеш нешто? Не, толку само благодарност да искажам. Мило ми беше што ме слушавте, па да видиме крокодилски слози на левичарите.